Да, ги слушнавме сведоштвата на жителите кои што живеат во близина на манастири. За пофалба е нивниот интерес да се зачува ова културно-историско наследство, станува на потек да бидат институциите и соодветно да реагираат. Токму за заштитата на македонското културно наследство по манастирите во Македонија разговарам со мојот гостин Дарко Николовски, историчар на уметност, советник конзерватор во Националниот конзерваторски центар. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, добре ден. Убава тема, интересна тема и многу неодговорени прашања за кои што ќе поразговараме денеска. Културното наследство во македонските манастири представува еден од најзначајните сегменти од македонската историја и идентитет. Би сакала на самиот почеток од разговорот да дадете едно ваше видување за значењето на македонското манастирско културно наследство. Видете вака, секако дека имаме среќа што на територијата на Македонија има сочувани голем број на културно наследство кое е од највисоко исклучително значење, што би рекле во некој како светско културно наследство можеме слободно да кажеме. Почнувајќи да кажеме од Водача и Велјуша, овие манастирски центри, нели познати што се, потоа во најпознатите, да речеме, средишта, културни средишта, како што е Охрид, Прилеп и Скопје, каде што се концентрирани поголем број на манастири и цркви, но исто така и на целата територија, значи имаме голем број. Тоа е условно кажано, но сепак за оваа мала територија имаме голем број на споменици кои се од висок значај. Не само за нас, нечи и за поширокиот регион. Тоа сепак секако треба да не радува, но сепак ни дава една одговорност, така, како бидејќи сепак наше да се грижиме за тоа културно наследство, да го сочуваме за нас и за идните генерации. Што се однесува до монашкиве центри, претходно видовме, имаме добри примери од возобновувањето на монаштвото во Македонија, после значи осамостојувањето кога се интензивира тој процес. Може да се каже дека тоа е еден светол пример во оваа цела транзиција, нели, на сите полиња. Значи монаштво поради благодарејќи на тие агилни епископи и нели им се вратија и манастирите и имотите. Пред се ги одржуваат манастирите живи. Да, тоа сакам да кажам дека они добри се покажат добри домакини, значи не само што ги задржа, него ги обновија и денеска можеме да видиме на неколку примери што и вие сами покажавте, вклучително е Бигорски манастир, Рајчица, Лесново, Зрзе и ред други, може да се види дека монашкиот живот навистина даде резултати во позитивна смисла. Јас ќе истакнам дека повеќето од македонските манастири градени во различни периоди, посебно оние градени од 11-тиот па се до 15-тиот и 16-тиот век, се сочувани во целост до денес, секако благодарение на нивното одржување, доградбата и секако сочувување на сето она што е вредно кај нив. Тие представуваат значајно културно наследство од различни периоди и секако поголемиот дел што е многу значајно од нив чуваат ремек дела на живопис, иконопис, архитектура и иконостаси. Сега морам да истакнам дека посебно место во манастирското наследство имаат иконите како форма на културно наследство и пред се како сведоштво на креативноста и на духовноста на колективната културна меморија. Но каква е состојбата на терен со иконите, колку тие соодветно се зачувуваат и се чува оваа културно наследство? Иконите се еден сегмент многу значаен по кој ние како се, да речам, препознатливи, нели, по иконописот во пошироки рамки, но се покажа дека предизвиците кои
нели новите случувања, да речеме примерот со иселувањето на селата, со практично доведоа до тоа да црквите остана без заштита, значи на локалното население. Ние исто како институции, да речеме, одговорни за заштита на културно наследство, не можеме да одговориме на целосно на тоа, на тие предизвици, бидејќи ова се случува, нели, во последниве 10 години, можеби поекстремно, али вклучително целиот процес континуирано се случува на иселување. И тоа сега се доведовме во една состојба каде што самите институции, нели, поради капацитетот, нема доволно на кадар или на пари или на било од кои причини, ние не можеме да, значи, да одговориме на прашањето како да ги сочуваме, да го сочуваме ова иконописно наследство, бидејќи се работи за најрелевантниот дел од културно наследство, бидејќи тоа е недвижно наследство кое може, значи, лесно да се ограби и да се изнесе. Сигурна сум дека граѓаните кои што го следат разговорот ќе речат недопустливо институциите да дозволат да немаат средства и стручен кадар за да можат навремено да реагираат на терен и да го спасат ова културно наследство. И секако кога говориме за зачувување, односно за предизвиците во зачувување на ова културно наследство, би прашала на што најмногу се однесува тоа, затоа што македонските икони како културно наследство имаат исклучителна уметничка вредност и затоа од секогаш биле и предмет на интерес на противправно присвојување. Како што ви кажав, значи, тие се секогаш први на удар, затоа што најлесно е да се дојде до нив. Сега, благодарејќи на овие околности, неповолни околности, каде што не сме присутни нити ние како институција, нити па црквата, нити пак, да речам, населението во напуштените села. Таков пример имавме, значи, во последниот период, посебно во западниот дел од Македонија, каде што имаше повеќе ограбувања, од кои во дури минатата година, да речеме, овој процес кој се случи од пред 10 години, каде беа откраднати икони и однесени во Албанија, таму се уствари пронајдени во Албанија. И тој процес на реституција траеше цели 10 години. Сам почна лани, од кои успеавме да вратиме само 20 икони, да речеме од 200. Колкава е бројката на оние што се изнесени од државата? Да, па сега сме, благодарејќи на разбирање и на албанска влада и Министерството за култура и Завод за заштита таму, тие имаа разбирање, значи, да ги вратат тие икони, дел од тие икони, иако е тоа една долга и макотрпна постапка. И во целиот овој случај многу е важно да се каже дека ние како Национален конзерваторски центар поседуваме, значи, документација на скоро 22.000 или сега не ме фаќате за збор икони, каде што секој од тие икони се документирани, запишани со број. Уште тоа е направено уште пред 50 години од постарите истражувачи од нашиот центар. И благодарејќи на таа документација, ние можевме сега во овој процес на реституција да докажеме дека тие икони се практично откраднати од Македонија, бидејќи во Албанија се нашли икони кои се украдени не само од Македонија, и од Грција, и од Албанија. Сега во тој процес на докажување на сопственоста беше ова од круцијално значење. Затоа треба да се истакне дека и документирањето на културното наследство е многу важно, посебно и во вакви случаи, во вакви времиња, нели?
Да, полека дојдовме и до улогата на институциите од областа на културата за заштитата на културното наследство, затоа што заштитата на културното наследство опфаќа повеќе видови активности за зачувување, како истражување, потоа идентификација, превенција, надзор, презентација и популаризација на заштитените добра, секако споменавте документирање и секако посебен и интересен е и процесот на конзервација на иконите, доста одговорен процес кој што треба да им даде живост на иконите и да ги врати и зачува во првобитната состојба, основната состојба. Да, секако тоа е едно од нашите тековни работи. Имаме ние лабораторија, значи, каде што посебно за иконописот, како што имаме и за фреско живопис и археологија, и за архитектура, и за останатите, значи, области. Посебно за иконите, велам, пошто се надоврзаме и нова, нели? Сега проблемите се усложнуваат и во тој процес што дури икониве ние што сега ги конзервираме, или еве, например, и овие што сме ги сега вратиле, да речеме, прашањето е каде тие да се вратат. Значи, ние ќе ги конзервираме, но веќе се поставува прашање дали е безбедно повторно тие да се враќаат во црквите кои се оставени, значи, без основните безбедносни или услови. Така да ние подолго време размислуваме дека треба во соработка со црквата и државата некако да се организираат, да се воспостават локални, дали црковни, дали државни галерии на икони, во кои ќе бидат сместени, да речеме, позначајните иконописни дела, за да ги зачуваме. Иначе, вака, на овој начин, од разни причини, дали од грабежи, дали од временски услови, дали од неповолни услови, од разни причини, ние практично ќе ги губиме. Од ова што го кажавте, најсуштински проблем кој се појавува во заштита на македонското културно наследство во манастирите е отсуството на дефинирано разграничување на надлежностите меѓу државните институции. За жал. Видите, проблемите се повеќе сложни. Најголем проблем сега, иако треба да се каже дека институциите работат и континуирано, но сепак се покажа дека треба поголем капацитет, поголеми финансиски средства, но во прв ред треба институциите да се подигнат на повисоко ниво, значи фали млад кадар. Тоа, например, институције, само можем како пример да кажем, ако пред 20 години во моја институција имало, да речеме, 10 историчари на уметност, сега сме двајца, за некое време ќе биде еден, и така и во сите профили. Значи, ако споредиме колку се работело пред 20 години и колку се работи и сега и да сакаме, значи, немаме капацитет, нема луѓе. Значи, ние треба да ја подигнеме институцијата со тоа што мораме да го обновиме кадарот со млади луѓе и прашањето сега е доцна, затоа што многу луѓе одат во пензија, требаше, да речеме, тој процес да тргне малце порано, за да може тие млади луѓе да стекнат искуство со заедничко работење. Тоа е еден горлив проблем. Другиот проблем е што, нели, селата се празнат, значи интересот и на имателот на црквата, и на луѓето што живеат, и на државата, значи не можат да го најдат интересот во напуштени места. Так. Значи треба да се најде некоја нова стратегија, некој начин на кој ќе се заинтересираат сите овие субјекти, за да се подигне свеста дека треба да се сачува. Тука не се работи, нели, само за културното наследство во смисла на цркви. Так. Значи тука се работи и за селска архитектура или градска архитектура. Значи тоа се комплексни
Заклучокот е дека бесценето е културното наследство што го имаме во Македонија и се уште треба да се истражува со што се уште располагаме како такво богатство и она што е најважно. Треба да се подигне свеста за поголема грижа кон состојбата на оваа наследство, како кај одговорните субјекти за заштита, а воедно и кај споменавте собствениците на запуштен имот, да се укаже на вредноста која се поседува, а за жал која забрзано се уништува и неповратно пропаѓа ако ја оставиме на забот на времето. Која ќе биде вашата порака за крај на овој разговор? Па сега не е секогаш случај, нели, кога се нема финансиски средства. Има и еден парадокс кога гледаме примери каде што се заинтересирани и локалните граѓани и црквата да донираат пари. Сега тука недостасува таа комуникација помеѓу државните институции и црквата и локалните црковни одбори. Вообичаено, кога се нема пари, тогаш се бараат од државата. А кога има пари, тогаш никој не прашува и тогаш прават на своја рака, реновираат, рушат, прават и ја прават буквално истата штета, ако не и поголема, со тоа што ги рушат храмовите, прават нови, или ги возобновуваат со нови материјали, така да што автентичноста на храмовите се уништува, значи, долгорочно. Така да таа соработка недостасува помеѓу овие три субјекта и сега прашањето е, треба да се едуцираат и во црковните кругови, и во црковните одбори, и да се најде слух и државните институции како да се најдат во еден тесна соработка за доброто на сите за зачување на културното наследство. Ние денеска го упативме нашиот апел за сериозна заштита на македонското манастирско културно богатство. Се надевам дека ќе допре до надлежните институции и ќе се направи нешто повеќе во иднина. Ви благодарам многу за гостувањето. Ви благодарам на вас.